се наоѓаме во близина на Богданци, после браната Палјурци, каде што има еден крак од пожарот кој што изби во близина на Богданци. Овој пожар во овој момент не загрозува ниту едно населено место, не ги загрозува ниту двете плинари кои што се наоѓаат во близина на Богданци, ниту бензинската пумпа во близина на Богданци. Но предизвика голема вознемиреност кај локалното население. Овде на лице место е командирот Ѓоко, кој што е командир на доброволното противпожарно друштво од Валандово, кој што даде голем придонес во обидот овој пожар да се стави под контрола, иако за жал се уште пожарот е далеко од контрола. Па повеќе информации ќе ни даде командирот Ѓоко. Ѓоко, каква е состојбата со пожарот? Вака, прво тука ние бевме 2 дена, гасевме пожар кој беше пријавен и беше зафатил дел во близина на ветерниот парк Богданци. Првата ден, иако не успеавме да го локализираме, но го канализиравме на неколку места за да можеме другата ден да го догаснеме. Другата ден уште рано сабајле кога бевме излезени на терен, ни беше пријавено дека во близина на село Фурка има некое неконтролирано горење. И тоа е баш каршија од ветерниците и ние точно видовме дека почнува пожар од една нива. Тоа е нива во близина на селото Фурка и веќе Фурка уште од самиот почеток Човек пожар е почнат од Стрниште? Од празна нива, дали беше Стрниште, што беше, ние од таму не можевме да видиме, но нивата комплетно и многу брзо изгоре. А имаше ветер некаде 20 километри на час. Веднаш беа повикани хеликоптерите. Хеликоптерите беа повикани за првиот пожар. Но За да разјасниме на оние кои што ќе го гледат ово видео, да. Центарот за управување со кризи, главниот штаб кој што функционира при Центарот за управување со кризи, врши координација на леталата и на националните сили, меѓу кои што и на силите на Дирекцијата за заштита и спасување. Вие сте ангажирани преку Дирекцијата за заштита и спасување како доброволно друштво кое што навистина има своја опрема и досега сте помогнале да се справиме со многу пожари, за што посебно сум ви благодарен. Колку авиони действуваат денес овде? Вака почеток да објаснам. Значи ние како ДПД Валандово имаме склучен договор со дирекцијата од минатата година, која е важност 3 години. Имаме 2 ПП возила и едно теренско возило. И дел од опрема за гасење пожари на отворен простор. Значи вчера беа повикани да дојдат хеликоптерите, дојдоа 2 хеликоптери и беа ангажирани некаде околу 40 до 50 луѓе за гаснење на пожарот. Но кога го приветивме овој пожар, луѓето ние ги поделивме. Хеликоптерите место да делуваат на пожарот кој беше кај нас од првата ден, ги пративме затоа што веќе беше загрозен селото Фурка. Тука да делуваат. И ни беа одобрени 6 летала. Значи тоа беа 2 германски летала кои имаат тркала, кои не полнеа вода од Дојран, кои се враќаа за Скопје. И 2 наши и 2 шведски. Ер-трактори, да. Значи, луѓето многу се трудеа, фрља доста вода беше истурено врз пожарот, но ако погледнете каква е нашата вегетација и теренот каков е, ќе ви биде јасно дека изнад пожарот температурата е многу висока, хеликоптерот не може да лете ниско, мора да ја фрли водата високо, а долу водата падне како прашина, или да не кажам дека само малку го навлажни просторот. Ер-тракторите беа добри затоа што во низок лед фрлаа вода, ни дадоа малку шанса да тоа го локализираме или да го усмериме на некаде, но вечерната температура која беше превисока не ни дозволи, пожарот гореше до утринските часови. Кога ќе дојдев рано наутро, тој одма се будише. И не можевме да му ставиме крај. Значи, ние толку многу се трудевме, но сепак и не сме опремени можеби доволно, не сме обучени за пожари на отворен простор. Покрај вас кој учествува во гасење на овој пожар? На овој пожар, значи, доброволното друштво од Дојран беше повикано исто како и ние доброволците. Тука беше професионалците беа од Валандово, од Гевгелија. Слушнав дека денеска имало лица од Кавадарци и Струмица беа редовни со нас тука. Значи, поголем види, овде беа концентрирани повеќе професионални пожарникари од Гевгелија, Валандово, Струмица, но и од Кавадарци имаше помош. Да. И вие како доброволно друштво од Валандово и од Дојран.
на помош, бидејќи му дадовме приоритет на овој пожар кој што загрозуваше населено место и поради тоа што ги загрозуваше плинарите, ги испративме 6 ер трактори. Да. Но во текот на вчерашниот ден исто и хеликоптери, така што тие сепак помогнаа. За жал не е воспоставена контрола, но колку што можам да видам дали е загрозено некое село денес. За сега денеска нема загрозено село, но површината која е зафатена од пожарот е голема. Значи, не требаше да дозволиме ние можеби толку многу. Оваа површина пред 2 години гореше. И сега има таква трева висока и сува, што во трк не можеш да го пристигнеш пожарот. А ветерот беше таков што на 20 км на час хеликоптерите се откажаа од гасење, се вратија назад. И ветерот беше Тоа толку беше во силен. текот на вчерашниот на ден. вчерашниот ден. Да. Имаше реакција од некои граѓани зошто хеликоптерите не гасат, но само што ја кажавте причината, тоа е силниот ветер. Дали слушнавте експлозии, детонации во текот на денешниот ден? Да, имаше, па и сега пред малку имаше тука една. Значи има Од што се тие детонации? НУС, тука од Првата светска Не бил експлодирани фронтот, не експлодирани убојни средства. Убојни средства. Не се Тоа плашите се од нив? рачни. Па знаеш, ние веќе со тоа искуство имаме дека кога сме на лице место близу до огнот, таа не пука веднаш, него кога ние малце ќе се оддалечиме, тогаш е таа презагреана и ќе пукне кога ние сме веќе оддалечени. А што правиме Значи- ако пукне додека сте таму? Тоа е проблем. Мој совет е Значи, да ги тоа е избегнувате проблем. местата за кои што знаете дека има убиствени но неексплодирани искрено, ние средства. никој пат не знаеме кога и дека ќе налетиме на таква. Ви на честитам на храброст, особено на тебе лично, бидејќи благодарам. заедно војуваме против огнот 4 години, без неколку месеци. Благодарам, Ѓоко. Благодарам Почнувајќи јас. уште од големиот пожар во Малешевијата. Да. Секој чест за тебе и за овие храбри луѓе кои што дават се од себе да ја совладат оваа огнена стихија во близина на Дојран. За крај нема никаква потреба од паника и вознемиреност на населението, затоа што не е загрозено нити Богданци, нити едно друго населено место. Спасен е и рибникот кој што се наоѓа погоре од овде, кој што беше исто во голема опасност, благодарение на овие храбри луѓе. Ќе дојдеш на состанок?